Иако стравуваат за својата безбедност, жителите од Просениково и Сарај понатаму го користат импровизираниот мост кој не е безбеден. Мостот беше однесен од недоената вода на реката Турија уште пред 2 месеци. Жителите од ова населено место кои денеска ги затекнавме покрај мостот, велат дека и по неколкуте посети во општина Струмица до денеска надлежните немаат излезено на терен. А одиме до општината, многу вода и мало и така. Како беше одговорот од општината? Ќе го направиме. Как сподобра времето, как ќе нема вода, сега нема вода, ама не го прави никој. Не стравувате за вашата безбедност? Мора да си одиме до ливите, там има си имоти именно таму. Нема дек да одиме, таму многу далеко да вратаме. Мостот кој жителите на Просениково и Сарај го користат во моментов го имаат изградено самите. Велат дека собирале по 500 денари од 30 на семејства и со сопствени раци ги поврзале импровизирано овие две села. Мостот веќе скинен кога дојде многу вода од Тури од браната и пари збираме собствени средства. Збираме по 500 денари од секој куќе, до 30 куќе да дадеа пари и така го направиме. Ние го правиме това. Давам ние пари од нас. Собираме пари, правиме го, за това има едно 400 евро пари. Никој не презима мерки. Вратеме преку Давиля, ни са горе петролица да се на нивата. Во саботата, Автомотосојузот на Македонија излезе со соопштение дека е воведена забрана за сообраќај на локалниот пат Просениково-Сарај, а сообраќајот се одвива по заобиколниот пат. Жителите на овие две населени места, Просениково и Сарај, стравуваат за нивната безбедност при минењето на импровизираниот мост. Велат дека не знаат до кога мостот ќе издржи и дали повторно ќе се скине. Од локалните власти засега нема информација.